Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва е балканскиот канцер или она епидемија на канцерогени заболувања со кои се соочува целиот Балкански полуостров. Всушност причината за тоа се оние бомби или куршуми со осиромашен ураниум кои како несакани гости од тие војни 95-та и 99-та година не останаа со НАТО интервенциите во Босна и во Косово. Vi znate, u Srebrenici pričaju da je nastradalo, ne znam koliko, 5, 6, 7, 8 hiljada odraslih ljudi. To je zločin na zločinima. Neki sud, da li haški ili neki, taj zločin je proglasio genocidom. Zašto meni ne biste dozvolili da ja za 18.000 za 10 godina umrlih od raka zbog uranijuma 238 ne bi proglasio to genocid sui generis. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Vinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Точно 15 тони бомби или муниција со осиромашен ураниум се фрлени во текот на таа НАТО интервенција 99-та година на територијата на Косово и територијата на Јужна Србија. Помина некаде 17 години од тоа НАТО бомбардирање на СР Југославија, тогашна СР Југославија. Најголем дел од бомбите на територија на Србија паѓаат во делот на Врање, односно на таа сама граница помеѓу Врање и Република Македонија, односно Куманово. После 17 години може ли да се направат одредени анализи кои се ефектите од тоа и дали тоа, како што предпоставувавме еден наш разговор некаде пред 8 години, придонесе за масовно зголемување на канцерогените и малегни болести во целиот овој регион. U martu, aprilu i maju 99. godine NATO alijansa je izbacila 15 tona osiromašenog uranijuma i neodređenu količinu plutonijuma 239. 15 тони. 15 tona uranijuma 238 i plutonijuma 239. To je na teritoriji na Kosovo. To je na teritoriji Kosova i Pčinski okrug. Vranje, znači. Tako je. Zašto tamo? Zbog toga što su velike tenkovske jedinice bile stacionirane Jugoslovenske narodne armije na Kosovu i Metohiji i Pčinskom okrugu, a NATO alijansa je
imala nameru u prvi mah da krene i kopnenim putem na Kosmet preko Makedonije. Onda su oni htjeli prvo da razoružaju JNA na Kosmetu, jer su te tenkovske jedinice vrlo respektabilne sa vojnog aspekta bile. A to su zato upotrebljavali takve projektile koje imaju u aksijalnom delu penetrator od uranijuma 238 koji ima visoku specifičnu težinu i veliku probojnu moć. Probija oklop, probija beton, debele zidove betona. Onda se uranijum sagoreva i pretvara se u uranijumove okside u vidu prašine dimenzija 1 do 5 mikrona. Znači prašina. Ta prašina odlazi u vazduh, stvaraju se oblaci radioaktivne prašine uranijuma 238 i neodređene količine plutonijuma. Plutonijum je transuranski radionukleid, koga nema na zemlji, koji ima visoko je radiotoksičan jer emituje alfa čestice koje imaju visoku specifičnu ionizaciju, a inače se upotrebljava u mirnodopskim svrhe kao gorivni materijal za nuklearne reaktore, nuklearne elektrane i za izradu atomskog oružja. Значи, ова е домот за здравје во градчето Братунац. Ние дојавме тука, на лице место, да направиме разговор со докторката Славица Јовановиќ или жената која го откри тој балкански канцер. Ono što je istina, što je činjenica. Problem postoji. Osiromašeni uranijum je tu. Nikome nije demantovao. Никој до сега. Nikome do sad nije demantovao. Ne postoji demant. А праксата Ali потврди. potvrđuje praksa i sad je već mnogo drugačije. 20 godina nakon toga ja sam ponosna što nisam odustala, što sam izdržala taj jedan period i što je se ispostavilo kasnije da je na ovom terenu, na ovim teritorijama postojao problem, desio se problem, da se desio zločin za koji ja kažem da je to zločin sa odloženim dejstvom. Како почнува целата приказна околу балканскиот канцер? Почнува тука, во малото градче Братунац, кој се наоѓа некаде 10 километри оддалечено од Сребреница, која е многу попопуларна од градчето Братунац, и самото градче се наоѓа на таа гранична линија која дели Босна и Херцеговина од Србија. Веднаш позади нас се наоѓа домот на здравјето во градчето Братунац и тука во домот на здравјето повеќе од 35 години работи докторката Славица Јовановиќ. Таа повеќе од 35 години ги истражува и ги знае сите тие процеси и медицински промени кои се случуваат на оваа подрачје. Некаде пред 96, 98, 99 година доаѓа до одредени индикации дека бројот на луѓе во Братунац кои умират од канцерогени болести енормно се зголемува. Почнува да истражува, почнува да ги проверува зашто умират, како умират и кои се причините за нивната смрт и доаѓа до фрапантни сознања дека бројот на умрени е баш поради тие канцерогени болести. Така отпочнува целата приказна околу тој така наречен балкански канцер. Статистиката е сурова и според таа статистика тука во Братунац луѓето кои се доселени од хаџичи, кај што беше всушност најголемото гранатирање со тој соромашен ураниум, 4 пати повеќе имаат умирано од канцерогени болести во споредба со домицилното население кој живеело тука во Братунац. Вие ги имате истражувано тие работи како доктор тука во Братунац. Кои се вашите сознанија? Došla sam do podataka da je ukupna stopa smrtnosti kod stanovnika koji su se doselili iz Hadžića i Sarajevskih opština, znači te regije, 4 puta veća u odnosu na stopu smrtnosti domicilnog stanovništva, a 2 puta veća u odnosu na stopu smrtnosti ostalih izbjeglica. Градчето Братунац важи за град кај што луѓето многу млади умират и тоа е најголемата гробница по глава на жител во делот на југоисточна Европа. Што е причината за тоа? Многу едноставно, луѓето умират од канцерогени болести. Целата приказна има своја генеза некаде 95-та година. Кога тука во градчето Братунац се доселат некаде околу 13.000 жители кои не се родени во општина и тоа се во најголем дел жители од околината на Сараево. После Дејтонскиот мировен договор најголем дел на оние села и градчиња кои беа населени со срби околу Сараево
Sarajevo, беа раселени. Еден поголем дел од нив беа доселени тука во Братунац. Најголем дел, или скоро 100% од жителите на местото Хаджичи, кај што се најмногу фрлени бомби со осиромашен ураниум, се доселени тука на територијата на Братунац. Кај тие луѓе е приметено дека смртноста во тие канцерогени болести е 4 пати поголема во однос на домицилното население кој живеело тука во Братунац и кој не е раселувано во текот на војната 92-95 година. Mi smo rekli povećana stopa smrtnosti postoji. Institut za genetička istraživanja iz Sarajeva je radio na bazi ovih polaznih parametara naučna istraživanja i dokazali su da postoje promjene u hromozomima, određena vrsta hromozomskih aberacija kod ljudi koji su bili izloženi boravku u tim zonama i koji su i nakon rata na tim teritorijama. На крајот Институтот за генетско истражување од Сараево ги направи сите возможни анализи и сите возможни проценки до доредена констатација дека може да се детектират одредени генетски малформации и пораметување кои може да се најдат или се присутни кај населението кај што биле фрлени бомби со сиромашен ураниум. Значи, откриени се промени во генетскиот материјал. Utvrđene su, promjene u genetičkom materijalu se dešavaju, one su normalan proces i u svakoj kontrolnoj skupini one su prisutne. Ali ono što mi možemo reći jeste da smo mi utvrdili da je u odnosu na kontrolnu populaciju, koju smo mi definisali kao kontrolnu, koja nije bila izložena ratu i ratnim dejstvima, da je povećana stopa mutacije genetičkog materijala, dakle da je nešto više tih mutacija utvrđeno u populaciji ljudi koji su živjeli u Sarajevu, a da je još nešto veća stopa bila u populaciji ljudi koji su bili potencijalno izloženi djelovanju osiromašenog uranija. Зора Жунич е долгогодишен главен експерт на тој научен институт Винча, кој некаде пред 20 или пред 30 години во времето на Јосип Брз Тито беше проектиран, формиран и изграден да ја направи првата југословенска нуклеарна бомба. Всушност Зора Жунич е првата жена и првиот експерт во Србија кој почнал да го истражува тој случај со осиромашен ураниум. Вие сте први кои излагаат на терен. Кои излагате на терен, тоа сте во Винча, и излагате да истражувате. Od 99. do 2001. Praktično je bilo zabranjeno bilo šta govoriti o osiromašenom uranijumu, čak i uzorkovati. Naravno, svako je osjećao odgovornost kao što sam ja osjećala i samostalno sam uzorkovala. Znači, trudila sam se da što više uzoraka sakupim, jer sam želela da se dokaže da to stvarno jeste metak od osiromašenog urana, kao što se posle i pokazalo. Najmnogo istražujete во регионот на Врање. Pa, u stvari, ta 3 sela, da, tu sam bila... Znači, najaktivna. Da. Ovие куршуми што ја ногите тамо, кај ги праќате на анализа? To ne sme možda javno ni da kažem, ali ja sam prosto dostavila, tako ću da kažem. Znači, to je jedan je bio u National Technical University of Athens, košuljica je bila u Institut for Nuclear Physics u Krakovu, a jedan metak je bio University College Dublin. Znači, вие ги прошверцувате, ајде да речеме, преку граница. Pa, kazat ćemo dostavljeni su. Освен осиромашен ураниум, Da. Има сериозни индиции дека во регионот на Врање, кој граничи со Македонија, посебно со атарот на Куманово, се најдени елементи на куршуми со плутониум, што е многу поопасно, што е многу поразорно во споредба со тој осиромашен ураниум, кој исто така многу штетен, но ова плутониумот е многу vrlo toksičan, radiotoksičan, ali gledajte. Najdeni si elementi ili prvo da definirate? Jeste, plutonijum smo našli u tom, ja imam i tabelu ako hoćete da pogledate, imam rezultate. Znači, našli smo u metku iz Borovca. Znači, ja sam dobila od svoga druga iz Vranja koji je bio zadužen za kompletnu organizaciju, sakupljanje uzoraka, vođenje i koordinaciju raznih timova koji su dolazili i raznih grupa iz Beograda i drugih gradova. Znači, od njega sam dobila metak i taj metak sam dostavila University College Dublin. Znači, tu su našli plutonijum, kao što je 5 laboratorija, između kojih Štuk iz Finske, Sajbersdorf i još 2 laboratorije. Od Vijena. Su, molim vas, oni su također identifikovali plutonijum. Jer nama nisu na terenu, kad smo posle bili sa UNEP-om, smo bili, znači United Nations Environmental Protection, UNEP, on je zvanično bio.
Znači, nama nisu verovali da tu ima metaka. Pa smo na Pljačkovici pronašli metak, kao što smo i na nekim drugim posle terenima, Vranje, Bratoselce, Borovac, i onda su, u početku nam nisu verovali, znate? Od ova misija na Nisu nam obredite verovali, nacije od da, UNEP-a, ali tam- kad smo pronašli metke, onda su počeli sa nama i doručak da dele. Inače su Dobro, gospođo Đurić. nezavisno. Ova su plutonijum. Da. Meni mi delo šokantno, moram da priznam. Ajde, dosega Pa ne treba da vam bude šokantno, Dosega pa- se imаме соочувано, нели, дека тие се бомби со сиромашен ураниум, дека тие се разорни, дека делуваат на здравјето, Паско, ми дека не знам. масовно се зголемуваат малигните заболувања. Ово со плутониум е уште посериозна работа. Jeste, ali gledajte, sve je seriozna rabota, zavisi od toga da li su ljudi bili prisutni pri tom aerosolu, da li su udisali aerosol ili nisu. Recimo u onim tenkovima, znate, tu su na Kosovu, tu su mnogi su gađani i tu su ljudi morali udahnuti taj aerosol. Drugo, da li su oni radioosetljivi ili nisu, to je to, znate. Sada објасниме. Та аеросол, Da. воздухот или водата може да ја Da, može носат do 40 km Kilometar. da se prenese, da. и тука е опасноста, бидејќи Врање Па, на самата опа. граница со Македонија. Да, па Значи, да, али- воздухот и водата, таа ружа на ветрови али може да ја ето. носат. Шокантен е податокот дека во околината на Врање, некаде 10 на километри од македонско-српската граница, се најдени елементи или муниција не само со сиромашен ураниум, туку со плутониум, кој е неколку пати порадиоактивен елемент во споредба со сиромашениот ураниум. Иако осиромашениот ураниум има такви негативни ефекти врз здравјето на луѓето, можеме да претпоставиме какви се ефектите од плутониумот врз здравјето на граѓаните на Србија, Јужна Србија и некаде Западна Македонија. Бела дека во оној дел на Врање, регионот на Врање или оној Пчински округ, како што го нарекувате, се пронајдени 8 овие куршуми со сиромашен ураниум, за кои се претпоставуваше, за кои веќе сме говорили, сме снимале. Сега веќе има информација дека таму се пронајдени траги и на плутониум, кој е многу порадиоактивен елемент во споредба со ураниумот. И ако ефектите од ураниумот се катастрофални, тогаш можеме да претпоставиме какви се ефектите од овој плутониум. Upravo ste u pravu. Ako je zločin posipati civilno stanovništvo sa prašinom uranijuma 238, onda je zločin na 10. potenciju prosipati plutonijum po civilnom stanovništvu. Ако тоа правиле, тоа е големо злосторство врз луѓето кои Pa живеат тука. možete misliti. Знаете, бидејќи американците велат 45-та година направиле 3 бомби. Две Тако е. биле плутониумски, една била ураниумска. Tako je, Една бомба ураниумска фрлена на Хирошима, една плутониумска на Нагасаки. tako je. Значи, плутониумот е атомска бомба. Plutonijum je materijal gorivni za atomsku bombu i danas se prave i plutonijumske atomske bombe. Uranijumske, ali i plutonijumske. Ајде да видиме што велат експертите, која е таа разлика од тоа разорно дејство или тоа канцерогено дејство помеѓу бомбите со сиромашен ураниум и бомбите со плутониум. Која е разликата помеѓу сиромашен ураниум и плутониум? Ако траги на осиромашен ураниум се најдени, ако траги на плутониум се најдени во тие куршуми од делот на Pa Врање pluton je Јужна Србија, mnogo radiotoksičniji. значи многу повеќе од Pa da, on осиромашен je ураниум. radiotoksičniji nego osiromašeni uran. Vi možete metak sa osiromašenim uranom da držite u ruci i da vam ništa ne bude. А со плутониум? Jer je važno, pa, pravo da vam kažem, nemam iskustva, ali znači, Значи посмртоносен е плутониумот. pa on je radiotoksičniji, jeste, radiotoksičniji definitivno. Има индици, шпекулации или полуинформации дека дел од тие гранати, бомби или муниција со сиромашен ураниум, кои овие авиони на НАТО структурите не можеле да ги фрлат на територија на Косово или територија на Јужна Србија, може би се фрлени во Липковскиот крај во Република Македонија. NATO pakt je prilikom vazdušnih napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju po našoj nekoj evidenciji avioni koji su se vraćali sa napada iz Srbije nisu stigli da ispale sve projektile koje su imali i onda je 39 projektila palo na teritoriju Makedonije, neispaljenih, palo. Podsjetit ću vas jedan požar koji je bio i koji je izazvao baš odbačeni projektil, taj je eksplodirao normalno. Ovi drugi su
natovci pokupili kako tako na brzinu, da se prvo ne vidi koji je projektil, kako, tako dalje. Tako da mi nemamo direktnu u Makedoniji štetu od upotrebe osiromašenog uranijuma prilikom napada vazdušnih napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali ostaje nejasno. Podsjetit ću vas da je u Lipkovskom jezeru, ako se sjećate, jedan projektil bio odbačen, pa je bio tražen, pa nije pronađen i tako dalje. Kraj te priče ne znamo, to je ipak su državni poslovi, pa ne možemo ih komentirati. Eržik Antić je dългогодишен директор на Домот на здравје во Врање. Всушност, општина Врање е општина која е најмногу погодена со канцерогени болести во рамки на Република Србија. Неколку пати е поголем бројот на канцерогени заболувања по глава на жител во Врање, во споредба со Белград, например. Slobodno mogu da kažem da je najveći broj obolelih žena i to od raka dojke dominira u Pčinjskom okrugu, odnosno u gradu Vranje, u celoj Srbiji, a rak pluća kod muškaraca je najdominantniji u celoj Srbiji. Врање е некаде оддалечен околу 50 на километри од Куманово, а воздушна линија тоа не е повеќе од 20 до 30 километри. Иако Врање е најголемо жариште на тие канцерогени болести на територијата на Србија, тоа веројатно може да се претпостави дека некои такви слични симптоми може да бидат детектирани и на територијата на Куманово. Što smo mi primetili u Vranju jeste veća možda i mrtvorođenost dece i veći broj spontanih abortusa kod žene koja hoće da rodi dete. Поради тие полуинформации и шпекулации дека муниција со осиромашен ураниум е фрлена на територијата на Липковското езеро и Липковскиот крај, беше формирана НАТО комисија која требаше да го истражи целиот тој случај. Таа комисија работеше, направи извештај, тој извештај никогаш не беше доставен пред македонската јавност, меѓутоа во него, како што велат експертите, е констатирано дека такви бомби не биле фрлени на територијата на Република Македонија. Можете да верувате, можете да не верувате, почитани гледачи, меѓутоа фактот дека тука има некои сомнежи и тие сомнежи не се архивирани до крај. Da ne zaboravime, iako nema oficijalni podaci vo Republika Makedonija, deka jedan opredeljen del, iako ne golem broj, na takvi bombi padna i na teritorijata na Republika Makedonija od raznih pričini. Ili pilotot ne može da gi aktivira na celta kada što trebalo da gi aktivira, vo vazduhoplovstvu to je pravilo jednaš zakačena bomba na lansirnata rampa na avionot, ta mora da bude ispukana, znači so ta bomba pilotot ne smije da sleta, bideći može da dojde do eksplozije i to je automatski ja upotrebuva tamo kada što će proceni deka će ima najmala šteta. Vo ta nasoka nije imavme opredeljeni požari na Skopska Crna Gora kako rezultat na takvo aktiviranje, pa i onaj nastan so Lipkovsko jezero kada što se pretpostavuše deka bombi se padnati tamo, no podocna so norkačkата екипа на НАТО тоа не беа пронајдени. Информациите дека на територијата на Јужна Србија, на самата граница со Македонија, се фрлени бомби или муниција со осиромашен ураниум и со плутониум, се потврдени од 5 од најреномираните светски лаборатории кои ги истражуваат тие феномени. Значи, вие на некој начин самоиницијативно. Ја сам самоиницијативно. И каните 6 познати европски и светски лаборатории. Tako je. Respektabilni. Evo, molim? Respektabilni laboratoriji. Pa kako, sve su akreditovane, sve su znači, u vrhu istraživačkih aktivnosti u svetu. I со нив остварувате соработка? Da. Sa njima sam uradila sledeće. Ja sam poslala uzorke. Naprimjer, mi smo u Hampjesku, znači posle 7 godina, je li tako, 4 godine, ali mi smo išli tek kasnije, mi smo tek 2003. otišli u Han Pesak. Znači to je nekada 8 godini podocno. Da, i mi smo znači uzeli uzorke liševa, mahovine. Zašto? Jer oni akumuliraju radioaktivnost i dokazali smo da je bio osiromašeni uranijum i takođe u Bratoselcu. Ovde, vo Vranje. U Bratoselcu, da.
Znači, zato što ove biološke vrste akumuliraju i mi možemo retrogradno onda da zaključimo o kontaminaciji. Deka movoti lišajte najmnogu gdje apsorbiratija radioaktivni elementi. Vodu, recimo mi smo uzeli vodu iz bunara u Bratoselcu, jer vi ovako imate gore proplanak i tu je ta šumica jedna, za koju su mislili da su tu skriveni tenkovi i vojno naoružanje i oni su bombardovali pola sata taj proplanak i ja sam 5 puta išla da saznam ko je bio, zato što su ljudi, znate, ljudi ko ljudi, mislili su da treba da se uključe u taj to celo istraživanje, a u stvari samo njih 5 je bilo prisutno na tom proplanku i onda se ovako spušta selo i tu su bunari, za kuće koje postoje i mi smo uzeli vodu iz tih bunara, uzeli smo zemljište, čak smo tu imali mi smo jedan metak, sećam se, to je pokojni Radojko Pavlović, 25 minuta on nije mogao da iskopa metak, zato što je metak pravio kao neku arabesku i na kraju se zabao u zemlju, razumete? Znači takva mok ima? Da, imao je baš kao ovako je nekako, ne znam, nije kružio. Znači, bila deka toj krušom, da rečime, ima efikasno samo ako udrivo tvrd predmet. Jeste, jer ima puno neeksplodiranih metkova je bilo. Илина Ѓурковиќ беше председател на Босанската комисија кој ги истражуваше сите тие нуспојави или сите тие нус ефекти или тие негативни ефекти кои настана на територијата на Босна и Херцеговина и Република Српска од тие бомби со сиромашен ураниум кои 95-та година НАТО структурите ги фрле на таа држава. Вие бевте председател на комисија која некаде 2005 година ги истражува тие ефекти од бомбардирањето на Босна и Херцеговина со оние бомби со сиромашен ураниум. Što otkривste? Te 2005. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine odlučila se da formira istražnu komisiju koja će se baviti posljedicama radijacije osiromašenog uranijuma koji su nam ostavili stranci bombardujući srpske vojne strukture oko Sarajeva i ne samo oko Sarajeva nego i u Hadžićima i Han Pijesku. Повеќе објекти, повеќе локации се бомбардирани, 3 или 4 велат најмногу. 15 lokacija je bombardovano. NATO strukture nam nikad nisu dale koordinate za 5 ili 6 lokacija. Nikad nismo dobili. Хан Пиесак е мало градче во денешната Република Српска, некаде 70 км источно од градот Сараево и во текот на таа војна 92-95 година тука всушност беа фрлени најмногу муниција, бомби и гранати со сиромашен ураниум или сите истражувања покажуваат дека веднаш после Хаџичи Хан Пиесак е градчето кај што била најмногу потребена таа муниција со сиромашен ураниум. Си го поставувате прашањето зошто има логичен одговор, почитувани гледачи, бидејќи Хан Пиесак беше местото кај што всушност беше стационирана таа елитна војна сила на српската војска во тој воен период 92-95 година, односно тие оклопни тенковски дивизии. Меѓутоа има еден друг детај кој уште е поинтересен, дека тука во Хан Пиесак всушност беше војниот штаб на српскиот генерал и командантот на српската армија во Босна и Херцеговина Ратко Младич. Меѓутоа тоа што е интересно, почитувани гледачи, дека веднаш после војната, во тој период 98 некаде од 2010 година, кога се бараше Ратко Младич, силите на НАТО структурите токму во Хан Пиесак има направено 3 или 4 интервенции, барајќи го Ратко Младич и смета дека Ратко Младич всушност се крие во зградата која се наоѓа веднаш позади нас. Најугроженije su bili Hadžići i Han Pijesak. Знаете што е најстрашно? Тоа е фактот дека кога се фрлат такви бомби или таква муниција со сиромашен ураниум, кои се покажува дека се канцерогени, локалното население од едната или од другата страна воопшто не е информирано. Не само што не е информирано, туку му се дозволува да оди на лице место и тие куршуми или тие бомби да ги носи дома како сувенири. Никој не ги имаш информирано. Upravo to. Ono što je najvažnije do čega je moja komisija došla, to je da niko živ nije znao koja je to vrsta municije. I da je to u stvari nanijelo najveću štetu. Jer ljudi su odlazili u kratere gdje su eksplodirala. To nije samo municija. Jeste, nisu kuršumi, to su i bojeve glave. Znači, nisu granate. Jeste, i granate. I ljudi su odlazili, uzimali čaure i nosili kući kao suvenire. I tije suveniri podocna im doaѓаат до глава. Pa
odnosno naravno. Nivni život su zgasnuo poradi tije suvenire. Jeste, i ulazili su neposredno poslije eksplozija kada su se još uvijek aerosolne čestice nalazile u vazduhu i udisali to. Ti koji su udisali te aerosolne nanočestice poslije rasprskavanja, jer to su visoke temperature, oni su odlazili vrlo brzo sa ovog svijeta, za 3,5 mjeseca. Во местото Хаджичи, кој е некаде 15 км оддалечено од центарот на Сараево, се наоѓаше најголемиот ремонтен завод за оклопни возила на територијата или на просторот на поранешна СФР Југославија. Тој беше еден од најголемите ремонтни центри на поранешната ЈНА. Затоа и беше цел на тие напади на НАТО авиацијата во текот на 95 година и затоа населението или жителите на Хаджичи всушност се најголеми жртви на тоа бомбардирање со сиромашен ураниум. Значи италијаните и грците ви даваат помош или нивните комисии, бидејќи има своји војници на Косово и на територијата на Босна и Херцеговина. Значи има грчка комисија, има италијанска комисија. Посебно италијаните имат многу отидено напред, бидејќи голем број на војници на италијанските сили во НАТО структурите беа заболени од тој така наречен балкански kancer. Grci su mi poslali izvještaj u kome stoji da su našli tragove osiromašenog uranijuma u vodi u Hadžićima. Значи, оние рекички што се околу Хаджичи. Хаджичи, сада објаснам за гледачите, е некаде околу 15 километри оддалечено од Сараево. Интересно е што во Хаджичи, ајде да речем во некој хотелчиње во Хаджичи, се оние тајни средби на Киро Глигоров и Али Изетбеговиќ околу спасување на поранешна Југославија. Така го знаеме Хаджичи. Меѓутоа, тоа е место кое беше српско до пред Дејтонскиот мировен договор, а подоцна српското население се пресили од Хаджичи во Братунац. И сега во Братунац има масовни умирања изминативе години, токму поради тоа што овие луѓе кои се доселија од Хаджичи се заразени со тој осиромашен ураниум. Da, iz Hadžića su se raselili svuda, a najveći broj je otišao u Bratunac. I u ovom istraživanju koje je radila komisija imali smo svjedočenje doktorke Slavice Jovanović, koja je po upustvima doktora Zorana Stankovića pravila neke istraživanja. On je poznat patolog, a беше министар за здравство u Srbiji. Во српските влади, значи познат експерт кој ги истражува сите. Da, i ona je naprosto kad su joj također neko iz NATO-a došao pitao šta ti radiš, a ona kaže prebrojavam mrtve iz Hadžića koji umiru од канцера. Сите тие места кои се споменува, тоа е Боровец, Братоселци и Релјан, се некаде воздушна линија 10, максимално 15 км оддалечено од градот Куманово. Можете да претпоставите, почитувани гледачи, какви ефекти на тие бомби со сиромашен ураниум и плутониум може да има врз населението кој живее во тој Кумановски округ. Подоволно е да има осиромашен ураниум. Ali dovoljno je da ga ima, da ga nađe se na jednom mestu, to znači da ga je bilo i na drugom i trećem i četvrtom mestu. Ali za uranijum 238, osiromašen uranijum, znamo da ga je bilo 15 tona. 15 tona uranijuma to je 186 gigabekerela. Giga je milijarda, a bekerel je jedinica za radioaktivnost, jedna dezintegracija u sekundi. Kad podelimo da 10 miliona stanovnika Srbije sa Kosmetom, onda svaki je stanovnik dobio od milosrdnog anđela 99. godine po 18.600 bekerela. Nije to velika radioaktivnost. Ali ako znamo zakonitost da u 1 litru pijaće vode ne smije biti više od 0,4 bekerela ili za godinu dana pijaćom vodom ne smijete da unesete više od 80 bekerela, a vi ste dobili za dar od milosrdnog anđela 18.600 i kad bi se to rasporedilo ravnomjerno od 10 miliona stanovnika i oni to popili sa pijaćom vodom za godinu dana, možete misliti kakva bi katastrofa nastala u Srbiji i zajedno sa Kosovom i Metohijom, a dobrim delom i sa Makedonijom, s obzirom da ste vi u neposrednoj blizini, s obzirom da se ta prašina u toku ratnih dejstava širila u vidu oblaka radioaktivna velika rastojanja, 100 kilometara. Najbolji vam je primjer Černobilj. Ja sam lično, neposredno poslije Černobila na teniskim terenima detektovao radioaktivni jod 131 koji je stigao iz Černobilja na teniske terene, bavio sam se tenisom, na teniske terene
1020 km je udaljen Beograd od Černobilja. Prema tome, sa Kosmeta može ta prašina vetrovima nošena da stigne na celo Balkansko poluostrvo i dolazilo je, Bugari su u toku ratnih dejstava i Grci merili nivo zračenja u njihovim državama koji je bio veći 20 do 30% od prirodnog fona. To znači da je ta prašina prekrivala praktično celo Balkansko ostrvo. Razume se, oni koji su bili bliže Kosova imali su susret sa tim materijalom u većoj koncentraciji, oni koji su dalje u manjoj koncentraciji. Знаете што е проблемот, почитувани гледачи? Дека тие бомби или таа амуниција со сиромашен ураниум, кои се фрлени тука, во Косово, Јужна Србија и во делови на Западна Македонија, ќе останат на овие простори, односно нема да се распаднат во наредните 4,5 милиарди години. Posebno i zbog toga što taj materijal je ostao na ovim prostorima, jer uranijum 238 ima vreme poluraspada 4,5 milijarde godina. Zemlja je stara otprilike 4,5 milijarde godina. A ovaj plutonijum, on ima vreme poluraspada 24.000 godina. Ono su milijarde, a ovo su hiljade godina, 24.000 godina. To znači trajno. To znači trajno. Odnosno, raspašće se uranijum 238 za 45 milijardi godina. Nestaće ga sa ovog prostora. Znači, tuka nije. Ako bude ovog prostora za 45 milijardi godina. Vasiona je stara, znate, 13,8 milijardi godina. Значи, тука е, ќе си го чуваме и ќе ги трпиме последиците. Може ли после 17 години ние да направиме одредени анализи колку тие наши предпоставки дека ќе дојде до зголемување на малигните и канцерогени болести во тој регион кој е зафатен, а тука мислам и на делот на Македонија, посебно оној северен дел на Македонија, Тетово и Куманово, кои граничат со Косово и Јужна Србија, кај што се најмногу фрлени такви бомби со сиромашен ураниум и сега со плутониум, како што можеме да откриеме. Дали тие ефекти веќе може да бидат кондензирани и изанализирани како некоја последица на тој процес? Mi smo to upravo i radili. Ja sam imao konferenciju za štampu, bili su strani novinari iz mnogih zemalja sveta, neposredno posle rata, tamo negdje 2001. godine, i onda su mene pitali, isto pitanje su mi postavili, i ja sam odgovor dao, uticat će tih 15 tona osiromašenog uranijuma na rast malignih tumora i umiranje od malignih tumora. Samo sam im skrenuo pažnju. Od momenta dejstva kancerogog agensa, u ovom slučaju uranijuma 238, i kliničke manifestacije tumora treba da prođe latentni period od 5 do 10 godina za leukemije i limfome. A oni čine 5% kliničkog materijala. A 10 do 20 godina će se to dešavati za solidne tumore koje čine 95% kliničkog materijala, svih tumora. Од војнички аспект погледнато, осиромашењето ураниум или тие бомби или муниција со осиромашен ураниум има две карактеристики кои го прават многу посакуван за НАТО структурите. Како прво го има во огромни количини и како второ е многу ефтин. И како трето, што е клучно, е многу ефикасен во сите тие борбени дејства. Tada je na prostoru za vreme tih 78 dana dejstva NATO avijacije 50.000 projektila sa osiromašenim uranijom je bačeno na prostoru pre svega Kosova i Metohije. I to na potezu duž granice od Prizrena, Đakovice i Peći. Според сите проценки, според сите шпекулации, во моментот на територијата на Косово има некаде околу 37.000 луѓе кои се заболени или починати од тој балкански канцер предизвикан од тоа бомбардирање со сиромашен ураниум. Господине Дрецун, вие сте последниот дописник кој се повлекува од територијата на Косово 99 година. За време на таа војна во Косово 99 година вие сте цело време тамо. Постојат мноштво на приказни околу тој осиромашен ураниум кој е фрлан и кој сега прави одредени огромни проблеми во здравствениот дел на територијата на Јужна Србија, на територијата на Косово, дел на Македонија и така натаму. Србите или српските власти калкулираат со некои
50.000 фрлени бомби со сиромашен ураниум, американците некаде со околу 30, русите некаде со околу 90. Што се случуваше тамо? Nema nikakve sumnje da je upotrebljavana municija sa siromašenim uranijom. I ja sam apsolutno siguran su podaci koje je zvanično dala vlada u Beogradu tačni da se radi o 50.000, ali ne bombi. Pretežno su to bila zrna, odnosno municija koja je korišćena u avionima A-10. To je top Vulkan, znači jedno zrno je negde oko 290 grama teško. Naročito su bombardovali granični pojas prema Albaniji da bi omogućili prodor terorističkih snaga iz Albanije. Информацијата говори дека 112 места се гаѓени или се митралирани со тој сиромашен ураниум на територијата на Косово, под или околу таа линија Печ, Призрен, Гјаковица, и дека најголем дел тука се фрлени тие бомби со сиромашен ураниум. Вие бевте воен дописник од тој регион, зошто токму тука, околу таа линија Печ, Призрен, Гјаковица, тие 112 места се точно гранатирани со сиромашен ураниум? Pa ja sam otprilike najveći deo vremena na Kosmetu 99. dok je trajala agresija proveo u tom graničnom delu. Znate zašto? Oni su želeli da izvrše takozvano omekšavanje naše odbrane, da dejstvom, posebno ponavljam, iz aviona A-10 unište što je moguće više naše vojne tehnike, posebno su tenkovi bili na udaru i artiljerijske jedinice, i da nanesu značajne gubitke po živoj sili da bi stvorili prostor za kopnenu agresiju koja je usledila iz Albanije na području Karaule Košare i na području Gorožupa, odnosno planine Paštri, to je Prizrenski pravac. Dakle, na pravcu Đakovice i na pravcu Prizrena usledila je kopnena agresija iz Albanije, gde je više desetina hiljada ljudi učestvovalo uz podršku albanske armije i specijalnih snaga NATO-a, i oni su zapravo tim bombardovanjem na tom području vršili pripremu za ubacivanje tih trupa kopnenim putem iz Albanije. Dakle, to je bila jedna planirana, osmišljena, zajednička kopnena operacija NATO-a, albanske armije i terorističkih snaga. Zato je taj pojas naročito bombardovan. 38 италијански и 37 француски војници до 2008-2009 година умират од канцери кои се смета дека потекнува токму од тој сиромашен ураниум. Интересно дека на сите тие области на Косово кај што биле фрлани бомби со сиромашен ураниум, кога дојде до таа распределба на Косово на 6 или 7 единици воени зони кај што се сместени разни сојузнички трупи, тама нема американски војници, туку претежно страдат француски и италијански. Pa jeste, Italijani su posebno bili na udaru jer su na području Peći bili. Glavna baza im je bila u bivšoj našoj kasarni. I to područje je najviše bilo izloženo dejstvu municije sa siromašenim uranijumom. I kažem, napravljeno je nekoliko publikacija u Italiji o tome. Tu imamo i naše stručnjake koji su dosta razmenjivali informacije i sa italijanskim generalima i sa italijanskim lekarima. Ali je interesantno da je bilo obolelih i američkih vojnika. Međutim, ono što se u javnosti malo zna, kada su te američke i NATO snage došle na Kosmet, podeljen im je priručnik, uputstvo za ponašanje, da im je rečeno da apsolutno ništa ne uzimaju od hrane, od lokalnog stanovništva, ne koriste vodu za piće, već da samo koriste ono što im se dostavlja iz njihovih matičnih zemalja. Dakle, već je tu bilo potpuno jasno da je upotrebljeno siromašeni uranijum i da će on izazvati teške posljedice ne samo po lokalnom stanovništvu, srpsko i albansko siromašeni uranijum ne bira nacionalnost, ali i po NATO vojnike i po ostalo međunarodno osoblje. Nema informacija, sigurno je bilo i takvih slučajeva, koliko je ljudi iz UNMIK administracije eventualno obolelo od kancera. Ovde su informacije vezane samo za pripadnike KFOR-a, a ne znamo šta se dešavalo sa tada veoma brojnom UNMIK administracijom. На крајот, американците мора да попуштат пред притисокот на јавноста и пред притисокот на аргументите, да кажат да, ние користевме муниција со сиромашен ураниум не само во Ирак, Сирија, туку и на Балканскиот полуостров. Подосна и американците признаваа и почнаа да признаваат дека од Заливската војна 90-91 година, па завршувајќи што ја знам со војната во Косово, на косовска територија, па и ове подоснежни судири нели во Ирак, во Сирија и така натаму, дека употребувале
oružje ili municija sa osiromašenim uranijom. Znači mora i samite da prizna дека тоа de facto го правеле. Ne, oni imaju velike probleme. Ja sam do duše imala pomoć, ne mogu vam reći sad svako ime koje mi je pomogao, ali ja sam imala registre i registre podataka, pa između ostalog i o američkim vojnicima poslije Zalivskog rata. Kada su vidjeli, kada su se vraćali kući pa nastavili da normalno žive, onda su im se počela rađati devijantna djeca. I onda je američka vlada zabranila 3 godine poslije povratka iz ovakvih misija da imaju djecu. Da imaju djecu. U to vrijeme 80.000 američkih vojnika je imalo zalivski sindrom. Да не се лажеме, почитани гледачи. Поради тия големи ефекти и добри резултати кои ги има манифестирано пред тия воени цели и воено користење, тешко можеме да очекуваме дека во наредниот период не само НАТО структурите, туку сите други армии во светот ќе се откажат од користењето на муниција со сиромашен ураниум. Значи сите експерти велат дека овој ураниум 238 или овие бомби со ураниум 238, а посебно со плутониум, располагаат со одлични војни перформанси, посебно при удар со тврди предмети како што се овие оклопни возила и тенкови кои биле на самата граница помеѓу тогашна СР Југославија и Република Македонија, затоа се користат во војни цели. Upravo tako. Imaju radioaktivni otpadni materijal koji ne znaju šta će s njime da urade. 1 milion. To je 1 milion tona uranijuma na zemlji ima. Još nisu se skladište, trebalo bi praviti posebna groblja radioaktivnog otpadnog materijala. A jedno groblje traži velika sredstva, milijarde dolara. A oni to drže u buradima na polju, negdje skladišteno u nekim barakama. Onda su njihovi stručnjaci došli na ideju da ubace u projektil bojevu municiju. Bilo da se radi o raketi, bilo da se radi o topu ili da se radi o oružju pešaka koji ide na tank. I tromblon onaj. Stavi se u centralni deo uranijum 238 koji ima najveću specifičnu težinu, 19, nešto grama po jednom kubnom santimetru zapremine. I kad zbog velike kinetičke energije koje zrno putuje, sudari se sa oklopom tenka, probija tenk, ili ako se nalazi neki bunker ili neka prepreka od betona, probija. Čak probijaju od ozgo kad raketa spusti se na krov desetospratnice, siđe u podrum, projektil siđe u podrum zbog prodorne moći uranijuma 238 toga penetratora, te igle, da tako kažem. Amerikanci su koristili, mada to nije dozvoljeno, bila je rasprava u Ujedinjenim nacijama da se to oružje zabrani, pa su se tu podelili, da li su izglasali, nisu izglasali, ne znam šta se to dešavalo. Uglavnom, oni su taj uranijum i tu municiju koristili na Iraku. Prvi rat na Iraku bio je 1991. godine. Bacili su 300 tona, a drugi rat 2003. godine bacili su na Irak 2400 tona. Pazite, kod nas 15 tona, a tamo su bacili 300, odnosno 2400 tona. Koliko je bačeno na Afganistan? Koliko je bačeno na Siriju? Koliko je bačeno na Libiju? Bog sam zna. Леукемијата спаѓа во една група на меки канцери и тие се првична последица на ефектите или последиците на тие бомби со сиромашен ураниум. Затоа имаме една таква експлозија на заболување од леукемија, бидејќи пикот на тие заболувања се постигнал некаде 5 до 7 години од моментот кога се фрлени тие бомби со сиромашен ураниум. И ми смо пратили и incidenciju i mortalitet leukemije i limfoma, svih zajedno. Do 2005. godine ništa posebno se ne dešava. I ponašaju se na isti način kao i solidni tumori. A onda 2006. godine dolazi do naglog skoka i stope incidencije leukemije i limfoma i stope mortaliteta od leukemije i limfoma. Znači, incidencija je učestalost, a mortalitet je
umiranje. 2006. godine stopa incidencije leukemije i limfoma povećava se 59% u odnosu na 2005. godinu kad se završio prosječan latentni period. 5 do 10 godina, znači prosječan je 7,5 godina u odnosu na bombardovanje. A stopa mortaliteta povećava se 118%. I sad nastavlja se na tom nivou da se kreće i jedna i druga stopa. I stopa incidencije i stopa mortaliteta do 2010. godine. Во наредните 2 до 3 години треба да очекуваме нова експлозија на тие канцерогени заболувања, сега ќе се во форма на канцер на белови дробови, во форма на канцер на панкреас или на дебело црево, или тоа што експертите ги нарекуваат солидни тумори. Бидејќи Куманово граничи со Врање, а бидејќи во таа јужна Србија, по сите ваши статистики, има зголемување, како велите вие, на леукемии и на тие мали тумори, а сега може да се очекува, бидејќи доаѓа тој латентен период кога овие солидни тумори, кои се 95% во вкупниот број на тумори на малигни заболувања, значи сега веќе после 15-та година, помина 16-17 години од тоа НАТО бомбардирање, можеме ли да очекуваме ефекти од сето тоа што се случуваше и во тој посебно северен дел на Македонија, кој граничи кон Косово, Тетово, кон Косово и не знам Куманово, кон Врање и кон Јужна Србија? Можеме ли тамо да очекуваме, бидејќи има некои индикации дека во Македонија, посебно во Куманово, има зголемување на бројот, ајде да речеме, на малигни канцерогени заболувања, посебно кои млади девојчиња? Видите, о чему треба водити рачуна кад се о поединим регијама говори. Например, за Косово и Метохија ми не знамо стање. Да, тие тоа го кријат. Не знамо стање, какво е стање. Тие не би сакале да ги налутат своите сојузници американците, бидејќи сметате, како ги кажат бројките, колку луѓе са гинале на Косово поради тој осиромашен Ми не знамо каква е епидемиолошка ситуација малигних тумора на Косово и Метохија, не знамо. Да, јас бев снимак, Шта се дешава у Куманову? Ali po logici stvari, s obzirom da je Kumanovo udaljeno od naše granice koliko? Pa nekoj 10 kilometri. 10 kilometara. Ova prašina je sigurno stizala u Kumanovo. I ne samo u Kumanovo, nego na celu Makedoniju. Kad je stizalo u Bugarsku, kad je stizalo u Grčku, stizalo je kod vas. Posebno što ima tamo sliv na vodi, Pčinja, drugi nekoj reki, koji minuvат od Srbija u Makedoniju. Kakvi su efekti proizvedeni kod vas? To ja ne bi mogao kazati, jer to područje nisam istraživao. Ali po analogiji mogao bi zaključiti da je osiromašeni uranijum bačen na Kosovo i Metohiji i Pčinski okrug i tekako uticao i na događaje u Makedoniji vezane za pojavu malignih tumora i umiranje od malignih tumora. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Vinajko German Lemonade. Малпигија е маргината или позната како ацерола. Исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С за деца. И природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерола алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд.
Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ова беше емисијата во Центар, почитувани гледачи, вечерва можете да проследите нашето досие на тема Балкански канцер. Не се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.